Благодарам, председателе. 2 дена дебатираме, бидејќи поднесовме предлог измени на Законот за безготовинско плаќање со една цел – да покажеме дека СДСМ заедно со своите коалициони партнери е против бездушната, ненародна, душманска казнена политика на Груевски фамилијата. И џабе ви се навистина празните аргументи со кои се обидувате, почнувајќи од Бонева, завршувајќи таму на кај Ванчо Апостолов, да кажете зошто ВМРО-ДПМН пратениците ќе гласаат. И натаму, казната, наместо метод, инструмент за даночна дисциплина, и понатаму да остане метод за ликвидација на фирмите. Зошто ВМРО-ДПМН смета дека подобро е казната да се искористи како репресија, наместо како превенција? И од тоа бегање нема. Од тоа бегање нема. Почитувани, шо не се изнаслушавме денес од вас? 1 милион примери моите колеги ви кажаа како инспекцијските органи ги мачат граѓаните и фирмите. Ги мачат, ги репресираат, ги притискаат и ги затвораат. И за вас тоа не било така, Бонева вели не е точно. Тоа се маскирани инспектори од СДСМ. За Ванчо Апостолов тоа биле во рете да се затвара дуќани на криминалци. Не се, колега Апостолов, криминалци, оние што се осмелиле, почитувајќи ја вашата реклама, да отворат семеен бизнис и да вработат уште еден и да држат еден рурален малски дуќан. Си вадат леп за своето семејство, при тоа она што владата на Груевски 6,5 години не успева да го направи, а тоа е да створи ново работно место, на народот да му овозможи за свој труд да си се прехранува сам и таму манавт. За вас не се криминалци оние од детонатор. Слушнав, сте ги ослободили од вина. Не одговараше нити директорот на Царина, кој не виде 2000 покер апарати како влегува во Македонија. Не одговараше ни Гордана Јанкуловска, која не знаеше дека на територија на Македонија има 2000 легални коцкарници, кои не плаќаат данок. Горан Трајковски, појма немаш. Тие не се криминалци, бидејќи се партиски криминалци од ВМРО-ДПМН, заштитени според партискиот закон. Ама криминалци се оние по селата што си ваѓаат сами леп. И што е нивниот криминал? Давале на вересија. Аман тебе луѓе, народот не живее на вересија. Знаете ли кој им должи на тутунарите? Знаете ли кој им должи на лозарите за лозието? Знаете ли од кого чекаат да си го наплатат својот труд? И дури го чекаат тоа. Мора да одат и да се хранат себе си и своите семејства на вересија. И сега, мислите ли дека има лек од тезата на Дулич дека шо било бе тоа 1000 евра казна? За Дулич не е ништо тоа. Жената да ги види фрлени на улица нема да се наведни да ги крене. И има таа неколку стотици пати по 1000 евра. Срам да ви е. Навистина треба да се засрамите. Ама ајде да зборуваме со факти. Денес колегата Николовски говореше дека инспекторите од УЈП што малтретираат народ биле слипери, да преведам за јавноста, спијачи од СДСМ. Заposleni во УЈП од време на СДСМ. Аман тебе луѓе, најголемиот спанко. Еве уште спи и не дојде на работа во 15:30. Говори за слипери. Обидувајќи се да ја амнестира, пак ќе нагласам, душманската, ненародна, казнена политика. И немајте дилема, СДСМ е против тоа. И ова не е популизам. Во нашата предизборна програма лани кажавме дека СДСМ, дента кога ќе се врати на власт, ќе ги намали казните за половина. Опомената ќе биде задолжителен, а не опционен институт на инспекторите што тргнуваат на работна задача со намера. Мора да изречиш најмалку 3 казни на ден. Мора да го полниш празниот буџет. Бидејќи проектите на Груевски, спомениците, оградите
мора да продолжат. За тоа време народот е гладен. Ајде да говориме за ќарот и зијанот на оваа нерационална казнена политика, што за вас е прифатлива. Кој има ќар, кој зијан. И сега кажав, ќар ќе има буџетот, празниот буџет, од 3, 5, 10, 20 илјади еднократно наплатена казна. Еднократно наплатена. Зијанот е првен кај собственикот на фирмата. Тој нема веќе да исплати, нема дома да однесе потребни средства за живот. Ќе го отпушти минимум едниот вработен што го вработи. И тој ќе остане, и тој ќе дојде пред државните институции да бара социјална помош или вработување. Повторно на товар на државата. И зијан се разбира, имаме сите ние. Инвеститорите нема да дојдат и да му поверуваат на во овој момент главниот шоумен во Македонија Никола Груевски. Ни се смачи од неговите шоу бизнеси на далечниот исток, во Катар, сега и во Северна Америка. Нема да дојдат инвеститорите. Ради ваквата, меѓу друго, погрешна казнена политика. Немајте никаква дилема. Се е погрешно во оваа земја. И не знае човек кој е повеќе незадоволен. Дали се незадоволни учениците и студентите, уште понезадоволни професорите и наставници. Не знае кој е во поголема белја и мака, лекарите или пациентите. Не знае кој повеќе трпи од оваа сулуда политика од ВМРО-ДПМН, работодавачите или работниците. Сеедно, сите сме во истата каша. Македонската економија пропаѓа. Пари нема од нигде. Лудост е да се поверува дека буџетот може да обстојува со изречени мандатни казни, превисоки. СДСМ нема дилема, СДСМ е против тоа. За 84 денари вишок во касата, казната да е 3250 евра. СДСМ е против тоа. За 50 денари бакшиш да се изрече 1000 евра казна. СДСМ е против тоа 5000 евра да е казната за секој обдек каде што ќе се затекни една запалена цигара. СДСМ е против тоа во фризерски салон заради непријавен чирак да се изрече казна од 11.000 евра. Против е тоа. Бидејќи тоа не води никаде. Тоа води кон комплетно пропаѓање и на онака тенката економија што во Македонија веќе ја одржуваме на стаклени носи. Знаете ли дека податокот дека на 23 август блокирани биле 133.944 сметки. Тоа се најмалку 134.000 неисплатени плати. Ако имале само уште еден вработен, тоа се 250.000 плати кои не ќе можат да се исплатат. 250.000 семејства со најпростата математика, кои не ќе можат да го поминат месец. Ало, луѓе, каде сте? И за тоа СДСМ ви е крив. За тоа ли и Бранко ли е крив што ви ги пушта инспекторите? Ајде конечно да погледнеме на вистината во очи. Еве го законот што го изменуваме. Член 23а, 2003 година, кога СДСМ била на власт, за прекршокот во овој член предвидувала казни 800 евра за фирмата, 80 евра за директорот, само 8 евра доколку прекршокот го направи физичко лице. Доаѓа ВМРО-ДПМН декември 2006. Овие 800 евра двојно ги зголемува, 1500 евра. На 13 јануари ВМРО-ДПМН, вие пратеници, тие 1500 евра казна сте ги подигнале на фрапантни 2500 евра. СДСМ ви е крив. Немате веќе никакви, ама баш никакви аргументи. Преродбата во 100 чекори стана окупација во 100 чекори. Македонскиот народ има долга историја. Какви неокупаторски војски поминале и сме обстојувале. Ама окупацијата од сопствената власт и влада, народот е веќе на улица и вели аман доста е. Заради токму вакви казнени политики и малтретирање на граѓани, немојте да се чудите, никој не ви е крив.
Цацкови е крив. Груевски нека се врати од неговите реширани патувања, барем да спасиме некој денар од ионата празниот буџет. Госпоѓа Бонева Силвани.